Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Од ноќеска на полноќ почнува изборниот молк пред вториот круг од претседателските избори, што ќе се одржи в недела на 5 мај. Двајцата кандидати, Гордана Силјановска-Давкова и Стево Пендаровски, првиот круг го завршија со тесна разлика во полза на кандидатот на владеачката коалиција. Во вториот круг влегуваат со 0 гласови и со надеж дека излезноста на гласачите ќе биде поголема. На ден пред започнувањето на изборниот молк, Општинската организација на СДСМ и Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Кочани на прес ги повикуваат граѓаните да излезат на гласање. Пред неполни 2 седмици, во првиот круг на претседателските избори победи кандидатот за претседател Стево Пендаровски. На 5 мај имаме нова шанса и ни предстои нов изборен круг, кој ни дава шанса да изградиме нова, модерна, современа, европска и слободна држава. Држава во која владее правото. Свесни сме дека ниту една власт не е совршена, но сме подготвени да направиме повеќе за граѓаните. Па така, по совладувањето на диктатурата и по завршувањето на грабежот на македонскиот народ од фамилијата, сите се едногласни, никогаш повеќе да не се повтори. Затоа, да не дозволиме тие истите да се вратат, да аздисуваат и да раскажуваат како треба да се води една држава. Има можност тоа да го направат една деценија. Легитимно право и на секој полнолетен граѓанин да учествува во креирањето на иднината на својата држава. Наша должност е да ја завршиме оваа битка. Па затоа, во недела имаме историска можност да гласаме за сигурна иднина и европски живот дома. На 5 мај да го закружиме бројот 3 и заедно напред со Стево Пендаровски. И Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Кочани на прес ги повика граѓаните масовно да излезат на гласање на денот на изборите и да го дадат својот глас за кандидатката за претседател Гордана Силјановска-Давкова. Евене, на крајот на кампањата за претседател, исправени пред една историска одлука, да потврдиме дека Кочани е за правда и дека сме за вистински и суштински внатрешни реформи во Македонија. Бидете храбри и одлучни, да се бориме за се она што ни го одземаат секојдневно, да се избориме да се врати правдата, да го вратиме владењето на правото, да го вратиме текстот на химната, да покажеме дека Македонија слободна, слободно живее. Мораме да обстоиме. Затоа што на Македонија и треба правда, и треба економија, и требаат реформи и пат кон ЕУ, а не слепата улица на кажувам, негирам, заборавам. Доаѓа време на нова политика, на искрени и честни луѓе, кај кои зборот има своја тежина, а гласот на граѓаните е најважен. Не смееме да дозволиме лагите да станат секојдневие. Затоа, почитувани, сите заеднички во акција, сега, во недела, на 5 мај. Сите да излеземе и да го дадеме својот глас за Македонија, за правда, за професор Гордана Силјановска-Давкова. Ајде да гласаме слободно, за жена да биде. За да живее Кочани, да живее Македонија и правдата. Во недела за број 2. Исчезната е 64-годишната жена Царка Павлова од Кочани. Незините блиски велат дека исчезната на 29 април 2019, а последен пат е видена на патот по Лаки Крушка. Од семејството информираат дека исчезнатата Царка била облечена во црни панталони со бели траки, зелена кушула, црно-црвена шамија и сандали. Според информациите од незиното семејство, исчезнатата има проблеми со здравието.
Незините блиски случајот го пријавиле во полиција. Се преземаат мерки за пронаоѓање на лицето, а доколку некој ја забележи да пријави во полициската станица Кочани. И Виничко Лаки го слави источен петок Балаклија, а оддава почит и кон жртвите од Втората светска војна, за кој има изградено споменик во центарот на селото. Источен петок Балаклија, празник кој традиционално го слават жителите на село Лаки, беше повод за организиран собир на општинската организација на борците од Виница, кои одадоа почит пред споменикот на жртвите од село Лаки, кои во времето на Втората светска војна го положија својот живот. Првите две жртви од Лаки се Никола Димитров од Сапунџиите и Петри Илиев од Јангеловци. Двајцата биле резервисти во војската на Кралството Југославија, кои во одбраната на Делчево од германската војска на 6 април 1941 година во раните утрински часови се убиени кај Делчево. Третата жртва е Јован Данилов од Поповци, кој во 1945 година со својата борбена единица го расчистуваат скопскиот терен од заостанати банди и во една акција скокнал од возило и несреќно го загубил животот. Следните 4 жртви загинаа на Сремскиот фронт. Сремскиот фронт е организиран во април 1945 година. На фронтот од едната страна се германската војска, а подпомогнати и поддржани од хрватските усташи, од српските четници и балистите од Македонија. Празникот Источен петок Балаклија во село Лаки традиционално се одбележува со организирање на народен собир на кој луѓето се потсетуваат за минатото, за младоста, се играат ора, се пеат песни, а се готви и ручак. Со свечена академија, спортски надпревари и положување цвеќе одбележан патрониот празник на основното училиште Гоце Делчев во Виница. Весело разиграно во боите на детството и љубовта, учениците од основното училиште Гоце Делчев во Виница испратија безброј пораки за мир, среќа и безгрешно детство, но и за здрава животна средина. Пред своите родители, баби, дедовци, тие го покажаа она што знаат и умеат во најдобро светло, а за нивните успеси јавно проговори и директорката Мара Јованова. Честа и одговорноста да се биде дел од воспитувањето и образувањето на учениците е голема. Ако при тоа успееме да учениците сватат дека знаењето што го добиваат овде е најголемото богатство што можат да го понесат со себе, тогаш сме постигнале многу. Овде, во училиштето, постојано се води долга и трпелива борба со несовршеностите на детската природа. И токму тоа е најтешко. Како да се обликува, како да се менува, а при тоа да не се повреди. И оваа учебна година наши ученици земаа активно учество на општински, регионални и државни надпревари и при тоа постигнаа добри резултати. Овие ученици го афирмираа нашето училиште, го афирмираа нашиот град. В пресрет на утрешниот празник, 116 години од смртта на својот патрон Гоце Делчев, свечената академија се заокружи синоќа, а училиштето организираше и спортски надпревари во училишниот двор. Голем црковно народен собир се одржа на манастирот Света Богородица кај местноста Добра вода во Оризари, на денот кога се слави животворниот извор на Пресвета Богородица или познат кај народот како Источен петок Балаклија. Голем број верници се собраа да одадат почит на Пресвета Богородица, на која е посветен овој манастир. Со литургијата, чиј началствуваше владиката Иларион и свештеници од Брегалничката епархија, а присуствуваше и министерот за земјоделство Николовски и градоначалникот Илиев. Со света литургија, а потоа и со голем собир се одбележа празникот Источен петок Балаклија на манастирот посветен на Пресвета Богородица кај местноста Добра вода во Оризари. Првиот петок по Великден секоја година во овој манастир се собираат голем број верници и се организира голем црковен собир. Со музика и песни, манастирски ручак и богата трпеза се славеше и овој празник посветен на Мајката Божја. Со светата воскресенска литургија годинава чиј началствуваше
митрополитот Брегалнички Иларион со свештениците од Брегалничката епархија, кој што пред присутните верници одржа пригодна беседа во која го истакна значењето на празникот Источен петок Балаклија. На светата литургија покрај многобројниот народ присуствуваше и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Лјупчо Николовски, заменик министерот за локална самоуправа Дејан Павлевски и градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев, кои што заедно со владиката Иларион учествуваа во литијата околу храмот, а митрополитот го благослови и пресече и славскиот колач. Домакините на манастирот се потрудија и овој пат сите подготовки околу славата да бидат завршени на време. Направена е настрешница во кругот на манастирот со цел прибирање на поголем број верници. Веќе десетина години наназад им се ветува на овие луѓе дека патот до манастирот ќе им биде направен, но од тоа досега ништо. Ветувањето останува да биде исполнето годинава. Овај ден е на овај манастир славата. И ние сите верници што го поштуваат ова верска работа, на сите и се заблагодарувам, а највише се заблагодарувам на владиката, градоначалник на општина Кочани, на министерот за земјоделие, водоставарство и водошумарство, исто и на другите министри и на другите сите што дојде овде министри што го посетија овај манастир, и на сите верници што дојдоа овде да го посетат и се надеваме дека ми одобрија градоначалник на општина Кочани дека од патот за добра вода ќе биде асфалт и од 1 јуни ќе почнат натаму да го прават пат асфалт и сите верници ќе може да присуствуваат со субав пат и тражат го пат, од има многу на викенд овде што тражат пат добар и треба да биде подобар. Со празникот посветен на Пресвета Богородица и се оддава признание на Мајката Божја, пошто манастирот го носи нејзиното име. Се верува дека водата во овој манастир е лековита. Убаво, многу убаво. Не доаѓате и исто така помагаме тука, учествуваме во којната, помагаме тука, заедно сме сите. Секоја година не, а оваа година и кога сме слободни и инакви денови кога можеме да дојдеме, местото е многу убаво, рекреација, убава природа, убаво. И секој што сака да дојде, нема капија, не е затворено, може да дојде секојаш и секогаш и секаде. И тука е добре дојден. Куварите и жените кои што помагаат се погрижија и за ручекот навреме да биде подготвен. 7 ломци, тие се по 50 кила, околу за 500 души ќе има манџа. Во четврток правиме гравче, манџичка, а денеска порис манџичка со јагнешко. Инаку, освен на овој ден, на манастирот Добра вода кај Оризари слава има и на вторден Божик, кога и на тој ден се собираат голем број верници и се сукаат зелници. А еднаш во годината се прави и годишно собрание на овој манастир, кога се прават планови за понатамошните активности во манастирскиот комплекс. Стендап комедија со Никола Тодоровски и Бојан Велевски, како и музика и забава со Виктор Постолов, Благи Царсова и Искра Трпевска, ќе се одржи в сабота на 4 мај во 19 часот во Центарот за култура Бели Мугри. Настанот е хуманитарен и е за помош на Славица Димитрова од Кочани. Влезницата изнесува 100 денари. В сабота на 4 мај во 19 часот во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани група млади хумани лица организираат хуманитарен настан за помош на Славица Димитрова од Кочани, на која и се потребни средства да замине на лекување на очите во Русија. На настанот ќе има музика, но и стендап комедија со познати комичари. Веќе сите сме информирани за случајот со нашата сограѓанка Славица Димитрова, која боледува од генетско заболување на очите. Веќе направи еден успешен третман во Русија, затоа се потребни уште неколку средства во вредност од некаде 4000 евра, за да отиде на уште еден третман, се со цел да се подобри незината состојба. По тој повод организираме хуманитарен концерт, хуманитарен стендап, како и да го наречеме, во сабота, сега на 4 мај, со почеток од 19 часот во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани. Влезот е 100 денари, а наши гости ќе бидат познатиот стендап комичар Бојан Велевски од Скопје и Никола Тодоровски од Охрид, додека и музички звезди како што се Виктор Постолов, Благи Царсова и македонската звезда Искра Трпевска. Затоа ги покануваме сите кочанчани и оние кои што ќе можат да дојдат да присуствуваат на хуманитарниот концерт, да ја помогнеме на Славица Димитрова и да направиме едно добро дело.
За време на великденските празници, младите хумани луѓе за Димитрова беа поставили хуманитарни штандови, на кои хуманите граѓани имаа можност да донираат и на тој начин да ја помогнат. Славица Димитрова има генетско заболување на очите и треба да замине на лекување во Русија, па затоа секоја помош е добра дојдена. Следува информацијата од спортот. Викендов ќе се игра 21-то коло во првенството на третата фудбалска лига Исток, во кое фудбалскиот клуб Осогово ќе патува во Лозово на средба со Работник. Во првата фудбалска лига во женска конкуренција, женскиот фудбалски клуб Кочани во 20-то коло доживеа висок пораз на гостувањето против тимот на Прилеп. Викендов ќе се играат надпреварите од 21-то коло во третата фудбалска лига Исток, во кое третолигашот Осогово ќе гостува во Виница на средба со традиционалниот ривал Слога, екипа која со само 10 бода е на дното на табелата. По минатонеделната победа против Делчевска Брегалница, кочанскиот третолигаш веќе калкулира со зголемување на бодовното салдо. Сепак, иако жолто-сините се надеваат на лесен надпревар и освојување на бодовите, распоредот на табелата воопшто не треба да залажува. Виничани секогаш прикажуваат добра игра во соседското дерби, особено кога играат дома. Затоа се очекува сериозен пристап кон надпреварот, кој иако не е од пресудно значење за конечниот пласман, сепак има важен момент во меѓусебното докажување и надигрување. Средбата се игра в сабота со почеток од 16 часот на стадионот во Виница. Во првата фудбалска лига во женска конкуренција, во четвртокот се одиграа поголемиот дел од надпреварите во 20-то коло. Екипата на ЖФК Кочани гостуваше во Прилеп против истоимениот тим и загуби со висок резултат од 10:2. Победата на домашните фудбалерки во ниту еден момент не доаѓала во прашање, а тие го најавиле својот триумф уште во првото полувреме, кога повеле со 5:0. Во вториот дел нашата екипа успеала колку толку да го ублажи поразот, но недоволно за да го подобри и крајниот впечаток од резултатот. Во следното 21 коло, што е закажано за сабота, ЖФК Кочани на домашен терен ќе се сретне со екипата на АС Юнајтед. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.